Паника пред 1 септември, списокот голем, паричникот речиси празен. Децата избираат, мајките ситно бројат, татковците молчат, а постарите помагаат. Тетратки, пенкала, моливи, гуми, бојци, блокови, а дополнително за ранеци облека цената поголема. И додека мерките ќе започнат да важат од 15 август, сепак истите недоволни. Според граѓаните, слабите плати се одраз за ваквата ситуација. Огини пламен. Се скапо. Па не е било скапо, како сега, што е не е било. А сега? Па сега е сигурно многу скапо, како што ги слушам, што зборат. Имам внуци, нели, они... А внуците? Па те още тоа најмалото што уче, те оно што улава у кнежари што купува, тетратки, тоа. Не се, ние вчера имаме. Имаме. Кој делени ќе бидат? 5 или 600 имаме. Мора да... Па тетратки се најефтини да ти кажам. Знам, ама ние имаме од Германија ташни, затоа не купуваме ташни тука. Што треба читанки, тетратки, молитви, се тие работи. Најмалку 4000 денари се потребни за основен училишен прибор, велат граѓаните. А доколку се размислува за ранеци облека, тогаш трошокот е поголем, додаваат тие. Значи, да тргне до 200 евра, 300 треба, сигурно. Што пишува учителката од... Инаку во последната изјава на министерот за економија и труд Бесар Дурмиши, јасно беше потенцирано дека од 15 август до 15 септември ќе биде спроведена мерката за намалување на цените на училишниот прибор за најмалку 15% и на секој училишен прибор ќе биде одбележена на лепницата помалку трошоци, повеќе за тебе. Тој рече дека со оваа мерка ќе се овозможи на секое дете да има неопходен прибор кој е потребен за училиште. Граѓаните од една страна очекуваат пат на цените и на прехранбените производи, со цел учениците имаат и поевтина храна за училиште.